Добра ви вечер, еве во уште една емисија на Авантуризам. Мој вечерашен гостин е Горан Дамчевски, кој се занимава со хотелиерство во главно. Кажи ми како залута во туризмот. Представи ми се и кажи ни како се. Да, пред се да ти се заблагодарам за поканата да учествувам во твојата емисија. Многу ми е драго што некој во нашава држава решил да прави емисија која е посветена на туризам и на луѓето што се инволвирани во туризмот. Моje мислење е дека недостасува, бидејќи имаме доста актуелни работи, отворени прашања кои не се кажани, не се дообјаснети и не се третирани во врска со туризмот, па тука и со угостителството. Иначе, како што кажа, јас сум Горан Дамчевски, на последната моја визит карта пишува Hospitality консултант, или во превод би било консултант за угостителство. Значи, како залутав во туризмот? Да, како залутав. Многу интересно. Јас никогаш не сум имал представа. Значи, почнав да работам 1986 година, влегов во приватен сектор во времето на една друга држава. И све до 2005 година работев сосема во некоја друга бранша. Единствени допирни точки со сега што го работам е што постојано во овие изминати скоро 40 години сум управувал со луѓе и со капацитети, значи производствени тогаш во тоа време. Како залутав 2005 година се деси една ситуација кај што имав многу нереализирани побарувања финансиски. И многу ме истошти тоа, да, значи долго време не можев да наплатам големи средства, тогаш и во државата беше таков малци и амбиентот, и во еден момент почнав да размислувам да одам во некоја друга бранша, во некој друг сектор, каде што многу поедноставно се наплаќаат побарувањата. Отидов во Турција, некој летен одмор беше, и таму еден пријател, ајде ќе одиме ме покани во еден клуб нивни во Чешме да видиш како функционира, чисто онака заради забава, не заради бизнис. Кога влегов натре, ми се роди идеја зашто вакво нешто да нема во Македонија. Се вратив назад, ја затворив компанијата, ги испуштив сите вработени и реков си јас ќе влезам во овој сектор. И така почна цела приказна 2005 година, го отворив сега за тие што знаат Regent Club покрај Скопје пред Марков манастир, еден клуб во тоа време кој носеше таму и се познаваме. Да, и од таму и се запознавме и се знаеме, кој носеше име бизнис и дипломатски клуб. Значи таргетиравме бизнис клиентела и дипломатија. Овие што се во дипломатскиот кор и сите поврзани со нив. И добра беше идејата, добро тргна, потрошивме голема инвестиција, се преориентиравме, влеговме како фирма во тој проект. Меѓутоа, очигледно сме биле пред времето, да речем, односно не препозна пазарот. Немаше пазар за таков концепт и почна цела приказна да оди на страна да импровизираме, односно да направиме уште еден ресторан во Скопје, или кафана по-скопски кажано. Сега во тоа време, сега овие што ги викаат етно село, значи све што е надвор од Скопје е етно село, што не се слагам со тоа, меѓутоа ајде така нека биде. И требаше да стане уште едно етно село, ама немаше во тој, имаше нешто во Катланово и тоа беше главно од Бугарија и од Турција ни доаѓаат тие идеи. И работеше, јас работев со тој објект некаде околу 2-13 години, после тоа го дадов под кирија. Сега, кога почнав да работам, нешто што прво ми падна во очи, дека кај нас угостителскиот сектор, до тогаш сум бил само како корисник, се работи без стандарди. Односно, импровизација до крај. Кој како сака, така работи. Десна рака ми беше еден дечко кој сега е во Америка, влезе како шанкер, меѓутоа покажа афинитет и капацитет за менаџирање и се договоривме да го менаџира заедно со мене.
Во разговор со него му викам како ова да го решиме, па вика, види, сите служат кај нас така, нема стандард, знаеш, на тоа време лева страна, десна страна, униформи, едно друго. И вика, пошто он беше дојден од брод, вика, имам ја некоја литература што ние од задолжително поминувавме обуки на брод. Ај му викам, дај ми ја. Ми ја даде, не беше некоја голема, мала скрипта, 5-60 страници, ја прочитав за 2 сата. Викам, ова е тоа што треба кај нас да се практикува. И така почна. Значи, почнав сам да барам материјали, се поврзав со луѓе кои нешто знаеле, барем јас мислев дека знаат, некој знае, некој повеќе, некој помалце. Главно сам. Даунлодирав илјадници страници и почнав да читам, ми беше како предизвик, значи паралелно со работењето. И во еден момент мислам дека бев спремен да покажам нешто како треба да се работи. Една наша пријателка Дина Муцунска, да ја спомнем и да ја поздравиме ако гледа емисијата. Ја поканих да дојде и да биде Да, ќе имаш добар соговорник. Она ме покани, беше преопенинг менеджер на Хотел Русија. Бевме на некоја обука на Европска банка заедно, вика, ајде дојди кај нас. И Хотел Русија 2014 ми е првиот хотел во кој јас сум влегол да давам услуга во дел на неформално образование, значи тренинг на прекрасно заврши обуката. Дина беше таму кратко време, после тоа ја продолжив соработка некоја со нив и викам, тоа е тоа. Јас ќе работам имплементација на стандарди во хотелско-гостителски објекти во Македонија, па и во регионот. После тоа дојде една убава прилика каде што владата на Македонија преку Swiss Contact направија една иницијатива. Високата школа од Луцерн од Швајцарија не акредитираше 18 луѓе од Македонија и финансиски не поддржаат дел и земавме лиценца од СХЛ од Луцерн од Швајцарија и сега сум сертифициран тренер, мастер тренер, така пише на дипломата. Дали на тие обуки, тие што се обучуваат или се дообучуваат, како да го кажам, добиваат сертификати кои се на некој начин, значи, вака, некои стандарди или нешто што... Да, покрај школата во Луцерн, во Швајцарија, постојат 2 школи. Сега, може би има и некоја промена, последните 2 години од пандемијата не следам толку многу што е со нив. Една беше во Малезија, една во Македонија и ние како, значи, пред добивме како тренери, дипломи, сертификати и после тоа добивме мастер тренери. Тоа значи дека ние можеме да обучуваме кадар, ама тој кадар треба да полага пред комисија која е од Швајцарија и добива швајцарски сертификат. Значи јас и ден денеска, ако обезбедам луѓе или група, 1, 2, 3 или група на луѓе, кои сакаат да добијат тренинг од мене, мојот сертификат важи, тие само ќе требаат после да полагаат пред швајцарска комисија, дали во Македонија или во Швајцарија, не е битно, или било каде на светот. Значи ние што ги земавме тие лиценци ни важат за цел свет, така да тоа е нешто што мене многу ми значи. Не е школа, не е факултет, затоа сакам да те прашам да го разјасниме тоа, бидејќи не постојат различити типови на обуки кои у суштина се само тралала. Година и пол траеше, поприлично сума на пари, многу захтевно. Завршните испити беа пред швајцарска комисија. Искуство прекрасно. Единствено ми е криво што 18 кандидати бевме и јас ангажирав некој од нив, меѓутоа продолживме да работиме само јас и Ирена, ми се чини. Ирена нешто во HR работи, а во хоспиталити работам само ја. Барем од ова што можам да видам на пазарот. Другите некако се повлекува тој дел. Колкав период е тоа што веќе? Кога беше? Кога почна е? Па мислам дека 2016 или 2017 година, така нешто беше. Можеш грубо да ми кажеш бројка на обучувачи? На луѓе кои си ги обучил? Јас колку имам обучено? Во Македонија или општо во моето работење? Во твоето работење. Па, еден пример, хотел изгрев 120 во еден турнус, по различити депанданси, а иначе
па мислам дека се некаде околу 2000-2500 луѓе поминале како неформално образование. Сега кај мене во фирма не сум сам. Значи, имам соработка со луѓе кои јас им одржав тренинг, пошто или тренер на тренери, и тие ми помагаат зависно од објектот и од проблематиката. Ајде да почнеме од почеток. У суштина, хотелиерството како бизнис кој на некој начин се одвива кај нас, мислам дека е тоа помалку или повеќе нерегулирано онака како што треба. Да, на жалост, веројатно не е единствена индустрија или бизнис кој не е регулиран баш како што треба. Сега, не би сакал да критикувам, меѓутоа ќе кажам само неколку податоци, односно информации сакам да споделам. Јас бев 10 години подпредседател на Сдруженијето за угостители и хотелиери за угостителство и туризам при Стопанска комора на Македонија. Во тие 10 години имавме, па не знам, можеби сигурно 10, ако не и 15 посети кај владините представници кои беа задолжени за туризмот во Македонија, значи во склоп на Министерството за економија. Таму има прекрасни луѓе со кои имавме соработка, ама веројатно политиката не беше така поставена за забелешките од реалниот сектор, од нашата индустрија, од нашата фела, да ги сериозно да ги сватат. Не успеавме да направиме одредени квалитативни промени во законот за угостителство, што го третира конкретно хотелиерството и угостителството и ресторанското работење. Значи, носевме готови промени на закон, соджвакани, па ги враќа назад, па повторно ги доуредувавме. Значи, комплетно само требаше да кренат рака во парламент и да поминат законите. До ден денеска, колку што имаме информација, законите стојат на буфиока, значи не се поместени. Сега да се вратам апропо твоето прашање дали е регулирано. Не е регулирано, не е доволно регулирано и што е многу трагично по мене, не е сериозно регулирано. Што мислам сериозно? Во сериозни сегменти на хотелското работење и на ресторанското немаме промени како држава, како и се смени една влада, се смени друга влада, дојде еден министер, дојде еден куп луѓе, никој не сака да се посвети внимание што е тоа што реалниот сектор го мачи. Што е тоа што секој ден сме заедно со тие луѓе, секој ден се гледаме, ако не секој ден еднаш во неделата, дали на кафе неформално или на некакви официјални состаноци, и вака кога разговараме, све е окей, све е да. Што е тоа што од озгора не држи, да не можеме да направиме регулација подобра, не можем да разберам. Јас не разбирам исто, имаме некое зголемено, да не кажам презголемено, појавување на хотели. Скопје поминете, секоја куќа станува хотел. Во смисла на тоа, колку таму е нерегулирано сето тоа и колку во желбата да некој од хотелите застане на здрави нозе, па праќа екипи луѓе кај тебе на обука, дали некој води сметка да направи градација, ова е во ред, ова не е во ред? Не, апсолутно не станува збор, никој не води сметка. Предпоставувам, колку што се сеќавам, требаше таа туристичка инспекција да ги решава тие проблеми, што е во домен на пазарна инспекција, пошто воглавно е во домен на пазарна, нешто и во трудова. Тие немаат капацитет бројчено. Тоа е оставено празен простор, нерегулирано. Значи ли тоа дека секој, па и јас може да сега, да, сега зашто, ако е прашањето зашто се отвараат многу, логично е, бидејќи има многу големо побарување, односно има на светско ниво, значи и на европско ниво има големо раздвижување кај туристите, кај потенцијалните туристи. Македонија се отвори како атрактивен регион, територија која е интересна за посета, за било каков туризам.
и имаме нагло зголемено побарување за посета преку туристичките агенции и преку туроператорите за дестинација за Македонија. Тоа требаше да биде показател дека Македонија порано треба да се припреми и да реши одредени проблеми околу стандардизација, околу ние, знаеш како, ние секогаш сакаме да кажеме категоризација. Категоризацијата е една од ретките држави Македонија која категоризацијата ја прави државна институција. Са небулоза. 13 луѓе доаѓаат сега по последната промена од пред X години за да вршат категоризација. Кој од тие, јас ги знам повеќето од нив, двајца луѓе сериозно познаваат хотелиерство. Овие другите не знам ни дали спиеле во хотел уопште. И тие вршат категоризација. Кога ќе ме ангажира инвеститор, да, ние викаме таа преопенинг фаза, значи од градежни работи да го отвориме хотелот во тој период од 6-7 месеци, еден од работите од активностите една е и да се направи категоризација. Значи јас ја припремам категоризација, да имаме фаза пред категоризација. И кога ќе им кажам дека 13 луѓе треба да дојдат, треба да се плати на 13 луѓе, треба да се обезбеди ако немаат превоз, обично имаат, меѓутоа во интерес на време некогаш и се обезбедува. Како вика 13, што ќе правиме? Хотел од 20 соби, 13 луѓе, по еден услова. И забелешките што ги даваат, и тоа што го има за категоризација, во документот за категоризација, несоодветно се спроведува. Сега да се вратам назад, цело време категоризација. Категоризацијата во многу држави си ја прави самата фела. Значи, јас имам хотел со 5 звездички. Ти сакаш да правиш хотел до мене со 5 звездички. Јас во моето здружение или во мојата комора, комисијата е од мојата комора, нема да ти даде тебе 5 звездички ако ти не си како мене. Значи, а сега државната комисија прашање дали нема да даде. Јас сум видел све и све што еве за Македонија, све и све што сум видел. Имате со 4 звездички без кујни, имате без приоди, имате соби од 12 квадрата, имате се и се што и категоризирано. Еден од проблемите што јас сум ги начнала и никако не да ги дотераме до крај, тоа е луѓе со посебни потреби кои имаат едноставно се исти како нас, меѓутоа имаат посебни захтеви кои би требало да бидат исполнети. Тоа се луѓе кои не доаѓаат сами, секогаш имаат прателец со себе и тоа е многу битно. Јас во неколку од тие хотели што се со звезди, успеав да видам дека не постои тако нешто. Посебен проблем, тоа е посебен проблем, ние во... А и е дел од нештата што мора да бидат спроведени. Сега да се вратам назад и на претходното прашање, се работи за стандарди, за стандардизација. Категоризацијата е после. Категоризацијата е нешто што си доаѓа само по себе. Ако бидат исполнети стандардите и во градба, и во поставување, значи, од друга страна, па стандардите ги пратат процедури. Имаме една книга која составуваме специјално за секој хотел, СОП е скратено име, само светот е позната работа, ништо ново, тоа се стандардни оперативни процедури. Процедурите го почитуваат одреден стандард, односно го извршуваат. И доведуваат до категоризација. Да, и доведуваат до категоризација. Така да вие не можете да не добиете категорија или не можете да барате 4 звездички, а вашите стандарди се за 2 звездички или за 3, не е битно. Или барате 5, супериор, затоа што сте најдобар хотел, а вие не сте дошле ни до 3. Значи, тука имаме проблем во стандардите. Една основната дејност на мојата компанија е поставување на стандардите. Значи, ние ги и цело внимание ни е околу стандардите. Сега, затоа што нема стандарди, затоа не можеме сериозно да работиме индустријата. Отсуствуваат стандардите. Тоа е најголемиот проблем. Има неколку работи. Прво, одредени стандарди, еве и под звездички, ако разговараме, имаат финансиски трошоци, ресурси, потребни се поголеми ресурси, значи од простор, од грејење, владење, персонал повеќе, све што
секако вид на ресурси што треба да го исполнат одреден стандард. Сега, кај нас сакаме да имаме 4 звездички, пример, ама да намалиме на све што може да закинеме. Така, и да добиеме хотел, супер ќе биде хотелот, ќе работи. Тачно, ќе работи. Ама има нешто ама после тоа за кое нашите не сакам газди да ги кажеме инвеститори многу се краткогледи, кусогледи се, не го гледаат бизнисот, посебно овој бизнис не го гледаат сериозно и долгорочно. Колку грубо имаме хотели без разлика на категоризација? Кој ќе знае тоа? Не можем да ти кажем. Нема евиденција. 200, последната информација, јас прекинав Завод за статистика, пред некој ден за друга работа го отворив и отидов на тој дел кај што е туризмот. Стварно имаме некои бројки кои се малце смешни, ама не се точни. 200, 220, така нешто беше. Сега, колку има последниве години и пол две, категоризирано, се отвараат многу. Јас имам впечаток дека многу се отвара. Жалосно е што имаме многу малку со 5 звездички и жалосно е што, например, еден пример, во Охридско-Струшка ривиера или подрачје, имаме само еден со 5 звездички, а овој со Инекс ја има па ја нема, 2 или 1. Сега доаѓаме до ситуација да туристичките агенти кои треба да ги пополнат тие хотели, едноставно наидуваат на нешто што не е стандард. По онаа категоризација која сама си правиме, има некои многу големи варијации на цени и у суштина ние доаѓаме до ситуација дека не сме доволно продажни за пазар. Да. Значи, стручен назив, маркетиншки, ние го викаме, или продајно, ние го викаме когнитивна дисонанса. Значи, продаваш нешто што не е така. Или, меѓу нас кажемо, ги лажеме луѓето. Значи, ќе ставиме добри слики. Сакам овде да напоменам дека архитектонски имаме многу убави хотели. Да. Многу убави објекти. Да. Градежно, архитектонски, интериерно, значи прекрасни. Сега бе во Италија, многу хотели што мислев дека се вау, кај нас има поубави хотели. Значи сега да не ги бројам, меѓутоа стварно во Македонија имаме многу убави. Ама хотел не е зграда со соби. Ја тоа не можам со инвеститорите да се разбереме. Не е зграда со соби хотел. Хотел е хотел. Има душа, има систем на работа, има стандарди. Треба да функционира едноставно таа топлина, да се пренесе на туристот. Стручност. Нашите продажни агенти, ако ги викаме така, или туристички агенции, или туроператори, или промотори, или на крај имаме агенција што треба да не промовира, нели? Продава нешто што реално ние го немаме. А тоа е најлошата варијанта. Маркетиншки, тоа е најлошо. Маркетиншки, тоа е најлошо. И тогаш имате такви проблеми со негативни ревјуа, имаме ќе ги исклучам овие соби, ќе ги скријам овие ревјуа, ова да го направам. Значи, одма бараме импровизација некоја, само за да не бидеме да не бидеме критикувани. Значи, тој дел што е критиката преку ревјуата, ајде не може би 100%, меѓутоа 80% или 60-70% треба да се земе сериозно. Ова другото има и малициозни ревјуа кои не заслужуваат, меѓутоа добри 70-80% треба да се респектират и треба да се обрне внимание на нив. Една од работите е што туристот ја пренесува приказната и тука е тоа што е најстрашното. Вие може да нацртате, направите колку сакате дека е тоа убаво. Ако тој не е задоволен, тој ќе го пренесе на следните гости кои треба да дојдат и едноставно, колку знам, кај мене беше од амбасадор Христијан, кој рече дека неговата пополнетост е 25%, што мене ми е несватливо. Во такви услови тоа не треба да функционира. Не знам која е... Последната информација на ниво на Македонија е некаде околу 40%. И тоа е малку. 34 беше предходната информација. Книгата вика вака.
под 50% исполнетост, објектот треба да се затвори. Па дефинитивно, моите први контакти со сите кои нешто сакале да им помогнем маркетиншки или да се продава хотелот, првично им викав колку чини празна соба. Да. 99% не знаа да го одговора тоа. Тука имаме еден друг проблем. Исполнетоста е еден од параметрите, клучни показатели, ги имаме таму тие као KPI ги вика странци, нели? Еден од клучните показатели е исполнетоста. И ако нешто баш во интерес на тоа празна маса или празна соба, во ресторан е празна маса, најскапо чини, проблемот е што ние не можеме да ги постигнеме со покачување на цените само за работната сила. Другото струја се покачи, храна, намирници, сите, меѓутоа еве да земе еден од круцијалните фактори да не бега персоналот, кој многу влече од приходот, од бруто приходот на еден хотел. Под 80% е сериозен проблем. 80-90. Во регионот, пошто јас работам и во регионот Србија, Црна Гора. Значи, во регионот 80-90 тука им е маргината каде тие се движат. Значи, одат према 90 и сега измислуваат во ниска сезона активности, за висока сезона да не збориме, зависи кој кај се наоѓа, планина, море. Ова со 40, со 50, со 20, е смешно. Смешно е, нема логика. Тоа води и до една друга проблематика и одење на персоналот во другите држави, бидејќи подобро е платен, на некој начин не е вработен. Ова не е вработување, ова е седење. Ќе ти кажам еден податок, мене малце ме зачуди на почеток, зашто имав слушано како фраза, како муабет чаршиски, дека кај персоналот не е пресудна платата. Јас имам направено околу 6-7 илјади интервјуа. Во фаза на предотварање правиме интервјуа и сега ако треба да вработиме 40 или 50 вработени како персонал, доаѓаат 200. Нели сите поминуваат. Едно од прашањата е висината на платата и имаме прашање зашто би си отишле од хотелот доколку сте вработени. Така, има некои прашања кои не се трик прашања, меѓутоа треба да добиеш представа за профилот што треба да го вработиш на таа работна позиција. Излезе дека на трето место е висината на платата. Имаме еден друг проблем. Инвеститорите, менаџерите, а менаџерите се под притисок директно во Македонија, се уште тука не можеме добро да рачистиме со таа работа. Инвеститор, газда, собственик, менаџер. Се уште или нема менаџер, или ако има менаџер е под притисок на газдата. Или газдата е и менаџер. Да, или и менаџер. Значи нема он има овластувања, нема слобода во работењето. И сега тој притисок се пренесува на вработените. Да. И сега ти кога ќе му кажеш дека помина тоа време кога со викање, со карање, се држеше персонал под контрола, младиве генерации, јас кај мене денеска ми дојде 2003 година вработивме дечко кој е 2003 година роден. Значи, овие генерации сосема други. Дефинитивно. Кажи ми колку постојат школи за таков кадар. Колку тие како кадар се спремни по завршувањето на тоа свое школување да бидат во делот на својата работа. Тоа е дополнителна не е проблем, состојба во државата, каде што јас бев во некои комисии во Министерството за образование, бараа нешто како бев во комисија исто за националната рамка на квалификации кога ја правевме, и јас цело време предлагав еден мој став. Значи, такви струки, сега зборувам за хотелско-угостителски оддел. Значи, такви профили, како што е келнер, како што е бармен, како што е рецепционер, не треба тоа да биде во формално образование. Зашто 3 години е послужувач?
Што прави 3 години? Мислам, нема логика. Јас, значи, нашата компанија работи во делот на неформалното образование и така сме и регистрирани. Да, како неформално образование. Ние правиме за 10 дена теоретска и уште 5 дена практична, значи за 15 дена ние правиме профил од послужувач. Ако сака да работи послужувач. Ако не сака, немаш никако да надржиш. Нема потреба од 3 години. Имаме школи кои сега се јадни, жалосни, немаат кадар, исклучуваат сектори, значи немате веќе, никој не се пријавил, мисли че Лазар Танев, никој не се пријавил за келнер, или еден или двајца. Значи такви проблеми имате, пошто луѓето и си одат и надвор, они ќе дојдат кај нас, ќе земат сертификат за, не знам, за 2 месеца, за 3, неформално, оди некаде работи на брод. Тоа е дејност која брзо се влегува во неа, брзо се излегува, тоа е времена. Никој вечито нема да биде келнер. Додека е млад, му треба некој динар, сака да прошета, ќе стане келнер, ќе поработи година, две, ќе си отиде. Ги нема више тие келнери по 40 години да се пензионираат. Па дури како готвачи е прашање дали ќе останат. Многу брзо ги на што темелат формалното образование, средните училишта кај нас, па и факултетиве, завршен факултет рецепционер. Малце ми е чудно. На што го темелат, не знам. А уште една друга работа, нивните програми по кои работат се поприлично. Стари. За стари. Имаме уште една проблематика, бидејќи нема доволно кадар, се увезува кадар. Да, колку може некој од Непал да биде добро примен како келнер или да не земам друг пример во Охрид. Да ти понуди охридска паста. Напишав еден пост пред некој ден на нашите портали, иначе имаме 2-3 портали што третираат угостителство и туризам. Го пласирав, искрено очекував од колеги дека некој ќе напише нешто или и ги повикав дајте коментари, никој. А гледам дека почиња да влегува персонал од Непал, од Афганистан. Го земав како пример Непал. Мислам дека апсолутно немаше. Главниот проблем во Македонија е културолошкиот. Дефинитивно. Значи ние уште ги имаме тие погрдни зборови, уште ги имаме тие погрдни размислувања. Сега пак ќе се вратам назад на Италија. Значи места каде што сакав да јадам, например, пица италијанска, ме служеа од Виетнам. И го прашав келнерот, му викам кој ги спрема, и он вика наш бе, и викна по него, искочи од таму готвач ист како виетнамец. Нема италијани, посебно за Венеција. Нема. Само гондолиерите се италијани, све и прашање дали се италијани. Све другото е од надвор. Какво е личното чувство кога ти се случува? За во Италија лошо. Кога ти се случува било каде да некој кој не е од таа земја, како ќе биде во Охрид? Ако ние го промовираме како престолнина, како Ерусалим на Балканот, како не, и одеднаш ти доаѓа виетнамец или афганистанец, немам против ништо работниците како работници. Дефинитивно, да. Значи, и то културолошки имаме проблем, како вие продавате приказна, толку, пазите, не сме ние Грција нити Хрватска, да имаме масовен туризам, па да не можеме да постигнеме со персонал. Па еден Охрид го имаме, само и Скопје и толку што малци Крушево. Токму тоа е, јас не можам лично да замислам да отидам во Охрид, некој непалец да ми понуди да пробам пастрнка и да ми ја објасни. А тоа е стигнато до 8000 метра, а ти нуди пастрнка. Дефинитивно е нешто што не можеш да го примиш како. Па може би и се вклопил во тоа, едноставно е неприхватливо. Пробав јас со странци кај мене во едукација. Имаше една девојка која беше прекрасен стручњак. Добро си ја владееше материјата, меѓутоа тешко се снајдовме. Не помина. Изгледа се уште сакаме така, на своето да си биде, да нема многу од страна да не. Не само од свој на своето, она културолошко не може да се надмине. Тоа е најголемиот проблем. Поентата да дојдеш во Македонија, да го доживееш тоа македонското, било да е тоа култура, јадење, музика. Замисли сега да ни дојде некој кој ќе ни свири. Да свири челги, некој од Непал. Сега, за волја на вистината, што приметив? Кај собарките, пример,
добро е прифатен и немаме проблем. Значи, во тој дел, ние го викаме оддел соби, тука е окей. Рецепција и така, затоа што се странци, и некако се, дури им е и симпатично ако тој прозбори, например, ако вие донесете некој од Индија, и ако имате гости индици, ако прозбори на индиски, може би е и симпатично, окей. За одржување нема проблем. Меѓутоа, овие што се истурени позиции, напред што се, значи, што има најголема комуникација со гостите, значи, тоа е исто и за кујна, значи, апсолутно. Во кујна има друг проблем, еден, комуникацијата помеѓу себе, внатре готвачите, изимањето на порачките. Јас со турци во Штип работевме еден хотел и имавме проблем, добар готвач дојде од Турција, не се снајде со нарачките. Значи, тешко ги зимаат нарачките, пошто при зголемена динамика на работење, нарачките одат многу брзо. И сега, дали ќе куцаат на англиски или ќе куцаат на македонски? Ако куцаат на македонски, он гледа на монитор на македонски. Ако е говорно, на македонски. Ако е на англиски, па има револт од страна на келнерите, пошто, ете, таа професија, тие се луѓе кои работат и не се Бог знае како е едуцирани. Сега сите знаат англиски, помлади, меѓутоа се јавува како проблем. Така да тоа беше. Сега, овие што немаат директна комуникација со гости, полесно поминуваат и тука мислам дека можеме да искористиме таа работа. Очигледно е дека треба да се направи некоја програма во која може да се усмери тоа, тоа не поминува кај нас. И едноставно да, пак ќе кажам, немање на контрола на работите сведува до тоа да ние не се понудиме онака како што треба или не фигурираме онака како што треба и пред странскиот турист и пред туроператорите кои носат гости и едноставно и самиот македонски туризам. На пазарот, збориме општо. Да. Значи, тој проблем ние го третираме и посебно внимание обрнуваме на тоа, затоа што тоа е болка на бизнисот. Значи, они тој проблем го имаат, тоа го имаат како проблем. Не знаат да се продадат. Сериозно импровизираат при продажбата. И сега, агенција за промоција, влада, министерство, никој не ни е потребен. Еден разговор го спомнавте Крушево. Кој му требаше на Крушево за параглайдингот? Никој. Тоа е доказ дека не ни треба никој, ама треба да им некој да им каже на собствениците на хотелските објекти како треба да се продадат. Видете, гостинот кога доаѓа од надвор, он не иде прим на сајтот на министерство, не иде на сајтот на агенција за не иде никаде. Тој вика вака: јас сакам да одам планински туризам во Македонија. Еве, баш така куца, планински туризам за Македонија. Затоа што јас имам колеги од надвор и често пати си правиме разговори, мада се тоа више и во литературата влегува, односно во материјалите, работните материјали. Како барате? Планински туризам во Македонија. Што излегува под планински туризам? Значи, ако јас, мојата интернет страница, ако уопште ја имам, значи, повеќето и немаат, и тие што ги имаат се несериозни, неквалитетни, не ставам планински туризам, а све друго сум направил најубави сликички од јадења. Да. Сите хотели имаат слики од јадење. Да. Онда имаме проблем. Значи, не знаат како да се продадат и малите хотели и големите хотели. Од Airbnb, станоиздаватели што ги викаме, до хотели со 5 звездички, јас гарантирам, освен овие што се во ланци, 3 или 4 ланци што ги имаме во Македонија, другите не знаат да се продадат, односно се промовираат на грешен начин. Вакви приказни како Крушево, тоа е погодок кога знаеле како да се промовираат. А дека гостите ќе дојдат. Ме наведе на уште една мисла, тоа е сместување во рурални средини. Јас многу често знам да го споменам Стевче од Кратово, кој едноставно купи куќа, успеа да ја остави онаква каква што е во главном на Booking и така е пополнет. Меѓутоа, неговото работење успеа да го развие Кратово како туристичка дестинација. Од друга страна, зборуваме рурален туризам, меѓутоа вие не можете да обновите куќа во која нема канализација, водовод, струја и никој околу тоа не размислува.
Кажи ми какви се твоите сознанија околу тоа? Пак стандарди, отсуство на стандард. Така беше со ХАСАП, имавме многу проблеми околу ХАСАП на почеток, што ќе биде. Значи, во право си, никој не сака да оди во заеднички тоалет. Куќата од надвор може да биде автентична и треба да биде автентична. И треба. Ама стандардот вика внатре, удобноста, комодитетот треба да биде според известни стандарди што се за на кои се навикнати луѓето така, едноставно. Затоа што гледај, ние кога пишуваат нашите клиенти, ќе ги кажам, или нашите не знам, колеги, 4 звездички странецот кој ќе прочита пример или комфорт, ако е за соби, кој ќе прочита 4 звездички, тој не треба да му објаснува никогаш више во главата, си прави представа што има во 4 звездички. Се знае што треба да има и дека Ти тоа нема да ја превариш комисијата за категоризација ако најдеш некој министерство па да ти прогледа низ прсти да го категоризираш. Гостинот кога доаѓа од Полска, нели имаме од Полска, од каде не, од Словачка, од Чешка, не е бит. Значи тој знае што е 4 звездички. Кога ќе напишеш дека имам ја апартман комфорт, соба за спиење, знае дека има тоалет, дека има топла вода. Сега, ама немаме топла вода. Не иде. И тоа е проблемот што иначе руралниот туризам нас може да ни биде водечка и дел сегмент од туризмот во дефинитивно. Дефинитивно. Ние не можеме да имаме масовен туризам, не сме Грција, не сме Шпанија, не сме Франција. Не можеме да имаме вип туризам, не сме Монако. Значи кој ќе ни дојде вип кај нас кога најскапата порција ни е 300 денара 400. Што ќе му продадеме? Нема каде да ги потроши парите. Затварат у чаршија, у Охрид, у 12, у 1 саат дуќаните. Немаме вип туризам. Што ни преостанува? Ни останува само да работиме рурален туризам, верски туризам, вински туризам. Значи, тие си ги знаеме кои сегменти можеме да ги работиме. Меѓутоа пак ќе кажам, стандардите мора да постои. Не ги почитуваме стандардите и не сме ги измислиле ние во Македонија стандардите. Нити се направени специјално за Македонија да биде потлачена, што вика србите. Стандардите се измислени за фелата, индустријата, за да биде и види секој како доаѓаат нови гости, нови генерации, нивните барања се различити од тие пред нив. Тоа што до што доведува? До промена во стандардите. Значи се ови имат повисоки стандарди. Да. Пример, порано немаше интернет. Секој ќе влезе во хотел, вика дај ми Wi-Fi. Не вика кај ми е собата, дали имам, гледам на море, на езеро, на планина, да. Вика дај ми Wi-Fi. Не праши ни дали има доручек. Ако немаш ти Wi-Fi или имаш само еден рутер ја ставен некаде кај што у оваа соба добро работи, а во оваа соба не работи уопште, а доле у кујна ич не работи, имаш проблем. Дефинитивно. Ама ќе помине категоризацијата. Супер, ќе помине. Не поминува. За жал ние сме при крај со разговорот, времето брзо помина, а има уште многу неразработени теми кои мислам дека ако не се свестиме дека треба да ги реализираме проблемите, дека нема да имаме и ни напредок во туризмот, нити ќе бидеме туристичка дестинација. Околу ова имам еден коментар. Значи, нашите македонски угостители треба да се тргнат од влада, од министерство, од агенција. Конечно треба во Македонија да се исклучи помошта што ја добиваат, субвенциите што ги добиваат за странски гости. Тоа што побрзо го забораат, побрзо ќе искочат од проблемот. Да тргнат во правец каде што сами ќе си ги донесат гостите и ќе ги истретираат како што треба согласно европски стандарди. Дефинитивно. Таму каде што нема услови за стандарди, повторно нека биде субстандардно, меѓутоа нека го кажат на интернет страница, на Booking, било каде, имаме и такви, помлади овие бекпекери, како и со ранчиња што шетаат, они спијат и по 10 души у соба, ако ги ставиш, нема проблем, само да е ефтино. Значи, без такви илузии дека мораме да направиме представа дека сме ние најдобри, а уствари не можеме да ги испочитуваме стандардите. За жал во право си. Не можам да кажам дека тоа нешто брзо ќе се реши. Не може. А не можам да кажам ни дека тоа не е проблем за туризмот да тргне погоре.
Да тргне туризмот нагоре, тоа е проблем, што побргу тоа, на крај крајава за тоа се формираат здруженија, комори, таму, на тоа место тоа треба да им се објасни на луѓето и да се мотивираат, а сега кај нас овие здруженија, асоциации служат за политичко подкусурување и тоа ја влече во амбис индустријата, ја тера во пропаст. Тоа е проблемот. А дека македонскава влада или министерство или не знам кој дека ќе направи помак во областа на туризмот, јас не верувам уште долго време.